Еве на 20 на минути по 16 часот имавте прилика да видите што ќе гледате во ексклузив. Нашите колеги повторно се ексклузивни и скокотливи, би рекли. Во последно време многу се задеваат. Овие минути, како што веќе знаете, во четвртоците обезбедени за нашите Скајп разговори. Скајп муавети. Да. Со нашинците. Нашинците во диаспората. Во диаспората. Во странство и овој пат, како нели и секој четврток имаме доста интересна личност со која што ќе поразговараме. Не чека веќе со слика и тон. Добар ден за Јован Петровски. Здраво, Анета, здраво, Јана. Здраво, Јован, кај тебе добро вечер веќе. Добро вечер. Јован е во Така, Јован е во Банкок. Да. Колку време веќе? Повеќе од 8 години веќе. И дојдов на една година, али секој као семестар продолжувам да говори. Така. Јован е познат на јавноста, барем на она која што следи мода, би рекле, во Македонија, како креаторско име кое работеше овде. Па доволно добро и доволно долго за да те запознаат. Замина, да, така се сеќавам на кратко, на една година и еве велиш веќе 8. Таму си професор. Професор и директор сум на Дин, како се вика Дин? Декан. Декан на модниот одсек во Академија Италијана. Дојдов како професор, меѓутоа последна година веднаш ме напредија. И еве уште сум тука. Одлично. Ајде малку повеќе да им доближиме на гледачите. Како всушност се случи целата приказна со Тајланд? Академија Италијана, како што знаеме, веќе беше имаше нели филијала во Скопје. Така да тука се знаевме веќе сите. Да дојдам Милјана Вастојевич, наша исто позната дизајнерка, беше професорка и по нејзина препорака ми се јавија и еве сум тука. Колку беше шок целата култура кога прв пат ја запозна? Да, има како прво кога ми се јавија со понудата да дојдам тука да предавам, имав само 3 дена да дојдам тука. И тоа не ни знаех ни каде, ни што е. Морав на Google да одам малце да се информирам. И нормално шокот е голем. На почеткот бев воодушевен од се, посебно од храната. Меѓутоа како што проаѓа времето, повеќе сум се чувствувам како дома веќе. А што беше најголем шок, се сеќаваш ли? Најголем шок. Влагата. Таму влагата, овде маглата, загадениот воздух. Да, сакав да те прашам, колку всушност, еве, да речеме, целата таа источна култура има влијание врз твојата креативност? Ти делува ли? Мислам дека мојата креативност од секогаш била по-западно ориентирана. Да. Меѓутоа можам секако дека, на пример, познат бев по тоа што работев само за црна боја. Може би, не знам дали источната култура или не знам дали сега еве користам и бои. Може би од топлото време кое е нон-стоп овде. Од влагата. Од влагата. Јован, таму предпоставувам не се занимаваш само со професорска работа и ова работава како декан. Сигурно создаваш и понатаму креации. Овде имаш и собствен бренд и таму продолжи да го развиваш. Сега до каде си? Брендот уште го развивам. Тој нон-стоп еволуира. Имам своја компанија, меѓутоа брендот ми е сега малце на стенд-бај, бидејќи имам многу поголеми проекти кои носат повеќе
Ари. Имам своја компанија за консултантски услуги и продукција и работам претежно со луксузни хотели и им ги изработувам нивните униформи. Тоа ми е како part-time job. Имаш ли почесто прилика да ја следиш бар на некаков начин на македонската модна сцена и можеби не компарација, меѓутоа доколку би се направила некаква паралела со се она што постои во Тајланд, што ни недостасува нас? Доста ја следам македонската мода, бидејќи Света од модниот викенд сме пријатели, често ме поканува, пред 3 години на 10-тото издание на модниот викенд учествував. Ме радува тоа што има се повеќе и повеќе млади дизајнери. Жал ми е што не ги гледам старите етаблирани дизајнери, меѓутоа ги разбирам. Модата во моментот не е во светски рамки не е тоа што беше. Не е толку креативно, се е многу продукт, треба да се секој сака да направи продукт што ќе се продаде, така да не е како 80-ти, 90-ти кога луѓето беа креативни. Сега мајчка, само принтови и не можам да направам компарација никако. Има ли шанси Академија Италијана да те испрати на некое ново место? За сега нема никакви планови да се шириме, меѓутоа има тука некои интересни понуди, али не се уште не сум сигурен и не можам да зборам. Јован би се вратил и во Македонија? Тешко прашање. Се враќам, имаме многу големи долги летни распусти. Така, тоа значи дека често си овде. Често доаѓам, годишно. Сега се вратив пред 1 месец, бев таму 2 месеци. Така да имам доволна доза од Македонија. Доволно за да не ти недостасува нешто од тука? За да не ми недостасува, да. Доволно да јадам. Ама треба да прашаме што му недостасува. Прашај го. Тоа сега следуваше последното, клучното прашање. Клучното прашање што со мојата драга колешка Анета го поставуваме на сите наши гости преку овој скајп разговор. Што ви недостасува од најмногу? Најмногу. Најмногу? Сирење. Сирење? И смоки. Добро, Јован, одлично. И нормалната фамилијата, пријатели. Тоа е секогаш така. Јас ти благодарам за одвоеното време, ти благодариме заедно со Јана за одвоеното време. Што се сетивте на мене, бидејќи мислам дека ме заборавме, македонската јавност ме заборави. Никако, но тоа исто така значи дека искористија следната посета овде во Македонија, да се видиме и во живо и овде во студиото и малку повеќе да зборуваме за твојата работа. Да, ти секако ти посакуваме многу успех. Да, успех успех. Добра ноќ. Добра ноќ. Поздрав. Јана, завршивме со скајпот за денес, за идната недела подготвуваме исто едно симпатично изненадување. Овна што следува сега во следните минути е практично дел од акцијата која што 1TV во соработка со Тинекс веќе втора недела ја има како акција. Тоа е целта да им помогнеме на социјално загрозените семејства. Минатата недела имавме такво семејство, можевте да ги видите и со слика, и со тон во нашето студио. Оваа недела повторно донација со месечни трошоци во продавниците на Тинекс во соработка помеѓу Тинекс, нели рековме, и 1TV. Во наредните минути ќе можете да ја видите приказната на Слободан Димитриевски од село Долно Лисиче, самохран родител кој што живее во навистина тешки услови. На дното од екранот ќе можете да го прочитате и телефонскиот број, доколку можете да му донирате на ова семејство, а она што меѓу редови од колешката која што го правеше прилогот, успеав да го дознаеме дека во моментот
би им бил добредојден ТВ приемник. Еве, доколку имаме гледач кој што има ТВ приемник на кој што можеби не знае што да му прави и не му е повеќе потребен, слободно јавете се на семејството Димитриевски, тоа како им е потребен. Да бидеме хумани. Така, наредните минути, Еден ТВ и Тинекс донираат. Јас сум самохранен родител со 3 малолетни деца. Живеам, како да ви кажам, ден за ден. Жената ми е почината, така да сам ги чувам децава. Од што почина? Она беше од срце болна, хронично болна беше и вода имаше во стомакот и такви работи. Значи, и лекарите и цела државна болница знаеше незе, дека она ми рекла, ако падне во несвест, значи нема будење тука. Така ми рекла. И така видно. Дали до сега некој друг ви помогна во вашата животна приказна? Нема, како што гледате тука снаа ми е, фала на снаа ми на браќата, некој пат ете така, купатува се бања децата. Се переме таму. Али еве го и ВЦ нема. Ено го ВЦ-то, нема ВЦ. Стварно нема ВЦ. Значи не можам да им досаѓам на луѓето, да идам стално да полнам вода, да однадам, значи ми треба, значи и за чешма, века црево имам од улица до домија, ако може да ми се помогне да се уклучам со црево, да чешма, да се имат купатило, соба, реков и... Значи... Еве, немам ни стреја овде. Еве, како што дете стреја, утре снеке заврне, овде ке немам... Унатре ке ми паѓа. Кога врне, унатре ми врне. Унатре собава, ако може да влезете после, да видите дека ми треба, значи, ви уште да измотерисам собата унатре. Немам толку могуćности, зашто деца да ги ранам. Прво, тоа ги за храна ги мислам секој ден, за училиште, за тетрадки, за прибори, за тие такви работи, значи све што ми е могуćно, што ви го кажам. Многу сум заблагодарен на Тинекс што ми помогна и многу ќе бидам благодарен и на другите што ќе ми помогнат. Значи во ваква ситуација имам 3 деца малолетни, значи едното ми е второ, двете се четврто деление. Така да многу ќе бидам благодарен и на државата и на народ, на граѓаните, ако може да ми се помогне и за работа, за прва смена, зашто мали ми се децава, не можам да идам втора и трета смена, значи морам могуćност да идам со нив дома, да бидам редовен. Со што се занимавате вие? Што умеете да работите? Работам припатно тука во селото, некој пат идам на гробишта, работам гробар. Така да, ама ден за ден работам. Инако друго, тоа е тоа, значи и за храна у школа. Секој ден ми дава по 60-100 денари, па ќе дојдат дома, па така ја, значи тие пари што ги вадам денеска ги ми давам на нив. Значи толку могуćности немам.